Почитувани гледачи, време е за вестите на телевизија Здравкин. Јас сум Габриела Лескова во продолжение на станите на денот. Надлежниот Центарот за јавно здравје Велес не одговараат на телефонските повици. Уште не почнати се потполнети термините за вакцинирање во Велес до крајот на оваа недела. Граѓаните се жалат дека матичните доктори не криваат слушалка. ЗПЛ тврди дека е огромен притисокот врз докторите. Празна слушалка и многу неодговорени повици добиваме секојдневно од страна на началничката од Центарот за јавно здравје доктор Билјана Трајкова, која што надлежна за комуникација за медиумите. Повиците се извршени со цел на времено информирање на јавноста во врска со епидемиолошката состојба во Велес со коронавирусот. Епидемиолошката слика во градот Велес и Велешко е алармантна, со цел на времено информирање на јавноста за новиот број на случаи, бројот на оздравени и починати, како и идентификација на кластерите на новозаболените од коронавирусот во нашиот град. Секојдневно се обидуваме да реализираме контакт со епидемиологот доктор Билјана Трајкова од Центарот за јавно здравје Велес, која што е задолжена за комуникација за медиумите, но никако да добиеме одговор. Празна слушалка и неодговорени повици е се што добиваме од началничката на Центарот за јавно здравје. Ова не е прв пат надлежните да не го окренат телефонот и по многобројните обиди, како од претходните денови, така и денеска, никој од надлежните од јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Велес не одговори на нашите повици. Продолжува недисциплината на дел од населението во Велес и покрај вклучениот црвен аларм за состојбата со коронавирусот. Како што известуваат од секторот за внатрешни работи Велес, во текот на изминатото деноноќие се казнети 23 лица во Велес за непочитување на основната мерка за заштита носење респираторна маска. Министерството за внатрешни работи апелира до сите граѓани почитување на мерките за заштита, во спротивно ќе следуваат санкции. Покрај Велешани казнети се 9 лица во Кавадарци и 4 во Неготино за неносење маска. Граѓаните се жалат дека матичните доктори не им креваат слушалка дури и во работно време, ниту пак дека има слободни термини за тестирање во Велес. Од Сдруженијето на приватни лекари тврдат дека е огромен притисокот врз нив и дека никој доктор намерно не кренал слушалка, во тоа време извршувал некоја друга обврска во својата ординација. Според председателката доктор Лилија Чолакова Дервишова постои можност за колабирање на примарното здравство. Алармантна е состојбата со коронавирусот во Велес и Велешко веќе со недели, но уште поголеми проблеми се јавуваат кај населението. Граѓани се обратија до нашата редакција, искажувајќи го својот револт кон матичните доктори, како што велат тие не им кревале на телефон дури и во работно време. Вториот проблем со кој што се соочуваат е немање на слободни термини за тестирање. Матичните доктори им велат да се тестираат на приватно. Заради заштита на идентитетот на граѓаните, телефонскиот разговор е анонимен. Мојот проблем е што кога имав температура првиот ден, значи не можам да си го добијам матичниот доктор. Замерка до работата на матичните доктори. Јас мислам дека матичниот доктор треба да биде достапен 24/7, бидејќи неговата работа моментално се одвива преку телефон. Значи, јас заштитувајќи ги нив, да не отидам со температура во кај нив на работа, значи затоа и звонам телефонски. Според ова како они постапуваат, заслужуваат да не ги толерираме негод. Имале, немале температура, фино, лепо, да им отидеш во ординација. Значи ја имам замерка до мојот матичен доктор. Второ, се јавив, температура, ми даде лекови, од кога најпосле ми се јави, ми даде сумамеци терапија за ковид. 2 дена без температура, ми кажа дека
задоволив, пошто се чувствував добро во однос на сите оние пациенти кои што биле во тешки состојби, мојата беше поблага форма, можда и беше грип. Да ми закаже тест, за да ја никого не малтретирам до Скопје, да биде и во Велес. Меѓутоа, категорична со тоа дека не можам да бидам на листа ставена, нема термини. Значи, јас се одлучив, она добро знае дека во семејството имам член кој што ми е анемичен, проблеми со крвта. Значи, сепак и после разубедување, после 5 дена, морам да отидам да направам тест у Скопје. Меѓутоа, ова не е единствениот случај во градот кој што се соочува со претходно наведените проблеми. Во разговори со останати граѓани откриваат дека со денови чекаат да матичните доктори им закажат термини за ковид тестирање, додека оние кои добиле позитивен тест за коронавирусот не добиле решение за изолација, ниту пак им ја направена епидемиолошка анкета. Согласно овие информации, како што велат граѓани, оставени се на сопствената совест да не ги напуштаат своите домови, но имаат проблеми за оправдување на отсуството на своето работно место. Во разговор со претседателката на Сдруженијето на приватни лекари, доктор Лилија Чолакова Дервишова, истакнува дека притисокот врз матичните лекари е огромен и дека секој доктор кој што не кренал слушалка во моментот извршувал некоја друга работна обврска во својата ординација. Како што вели претседателката, постои ризик од колабирање на примарното здравство. Она за моментот каде што велат дека не можат да ги добијат матичните доктори, јас сега ќе ги набрам сите работи кои што ги работи матичниот доктор. Значи, освен што прегледува, освен што скенира документи за боловање, нормално ви велам, значи се примаат порачки по телефон, се закажуваат термини за нега на пациенти, значи еве сега со овие термини дај видете дали има термин, дали нема термин за вакцинации, дали има термин, дали нема за ковид тестирање, така да многу често се случува додека еве ако вие сте пациентот, со вас разговарам, втората линија на телефонот упорно да ѕвони. Значи, тој пациент не може да ме добие. Има и пациенти кои што се опширни, има пациенти кои што им треба внимание, има пациенти кои што се во паника и вие треба да ги смирите. Ако јас прегледувам, сестрата буцка или прави ЕКГ, нема кој да се јави на телефонот. Тука државата, бидејќи не претвори во телефонски секретарки, а работата на здравствените лица не е таа, апелирам да си вработат и нека им дадат државна плата во секоја една амбуланта во една смена нека вработат телефонисти. Целиот разговор со претседателката Дервишова можете да го погледнете на крајот од вестите. Вкупно 63 пациенти се хоспитализирани во Општа болница Велес, потврдени или суспектни на коронавирусот, 20 од нив се на кислородна поддршка, 3 пациенти се испишени како оздравени од болницата со 2 негативни теста. Во продолжение правиме преглед на состојбата со ковид центрите во Општа болница Велес. Моментално во Општа болница Велес се сместени вкупно 63 пациенти, од нив 9 се сомнителни, останатите се потврдени позитивни на коронавирусот. Овие информации ги соопшти портпаролот на Општа болница Велес, доктор Весна Николовска-Неделкова. 51 пациент на инфективно, 11 на одделот за физикална медицина и рехабилитација и 1 пациент е на интерно одделение. Тројца пациенти се испишени како оздравени од болницата со 2 негативни тестови, но од хоспитализираните пациенти е голем бројот кои што се на кислородна поддршка, поточно 20. Надлежните посочуваат строго почитување на мерките за заштита, затоа што многу брзо се полнат капацитетите во болниците во целата држава. Вчера започна вакцинацијата против сезонски грип, но паниката е присутна меѓу велешани, бидејќи никој не ги известил дека термините биле отворени за закажување. Револтирани се и матичните доктори, бидејќи никој од Министерството за здравство не ги известил дека процесот за вакцинација и оваа година ќе падне на нивниот грб, како што изјави претседателката на Сдруженијето на приватни лекари доктор Лилија Чолакова Дервишова. Еден или двајца доктори ги потполниле сите термини, па следствено нова термин за вакцинација до крајот на неделата нема. Истите се потрошени. Детали во продолжение.
Вчера започна вакцинацијата на населението во Македонија против сезонски грип, но револт и паника се создаде кај велешани, бидејќи никој не ги известил дека се отворени термините за закажување. Револтирани се и матичните лекари, бидејќи како што вели претседателката на Сдруженијето на приватни лекари доктор Лилија Чолакова Дервишова, никој од Министерството за здравство не ги известил дека вакцинацијата ќе оди преку нив, а уште помалку дека се отворени термините за закажување. Има неколку моменти. Значи, прво, јас бев на еден состанок кај министерот, каде што замолив во оваа ситуација на корона, на панични пациенти, на телефонски порачки. Значи, овој пат, навистина е неиздржливо да имавме уште една врска. Но еве се случи, значи, дури дадов предлог во секој град да се стават по 2 телефони во здравствените домови и некоја сестра, да речеме, да ги прима тие порачки и комплетно да немаше мешање на здрави со болни пациенти. Бидејќи во нашите чекални идат пациенти кои што се болни, кои што се во паника, кои што се со температури и симптоми на ковид, така да рачунете дека една пациент 4 пати иде за исто прашање. Значи, покрај целата гужва која што ја имаме, навистина мислам дека не требаше да се дозволи оваков момент. Другиот момент е да постои недостаток на комуникација измеѓу здравствените власти и измеѓу матичните доктори. Значи, некој културно требаше сите матични во секој град да ги извести: почитувани матични доктори, од утре почнува, пунктовите ќе бидат за вакцина таму и таму. Оваа организации неправилно информирање од надлежното министерство креирал проблем за тоа термините да ги потполниле еден или двајца матични лекари од Велес кои први дознале, со што се создава дополнителен проблем да уште вчера во раните утрински часови нема слободен термин за вакцинација до крајот на оваа недела. И третиот момент е мислам да бројката од 40.000 вакцини е смешна. Смешна е, значи ние Велес сме 50.000 жители или Скопје е милионски град. Значи како сакаме, зошто да си правиме ние гужви кога нешто може да биде нормално? Значи да се закажува на некое културно место, да се пуштат доволен број на вакцини, да има доволен број на термини. Овака постојано правиме за се да има гужви, за се да има нервози, за работи за кои што не треба да има нервози. Претседателката на Сдруженијето доктор Девишова потенцираше дека овие проблеми не се од сега. Истите компликации биле присутни и во текот на минатите години. Дополни дека матичните лекари се ставени под огромен притисок во целокупниот процес, како за вакцинацијата, така и со брските кои што ги имаат во целата ковид ситуација. Инаку според информациите на Министерството за здравство, Македонија ќе добие 40.000 вакцини против сезонскиот грип. Бесплатна вакцинација ќе добијат хронично болните, децата до 5 години, здравствените работници и бремените жени. Продолжуваме со вестите од Македонија. Музичките звезди од македонската естрада се приклучија на кампањата Носа маска со цел подигнување на свеста на македонското население за важноста на заштитата на јавното здравје. Во продолжение гледаме подготвената кампања. Живееме во чудни и тешки времења. Носам маска со надеж дека наскоро повторно ќе свириме во живо пред многу публика. За да можеме пак да бидеме заедно, за да можеме повторно да бидеме слободни. За да се гушнеме и да запееме во еден глас. За се што ни фали, за себе и за оние што ги сакаме. Носам маска. Шефот на одделот за тргови и услуги во Москва изјави дека на новогодинешната ноќ ќе бидат затворени сите ресторани. Европската комисија постигнала договор за испорака на надлежната вакцина против коронавирусот на компаниите BioNTech и Pfizer. Европската унија нема да учествува на конференцијата за враќање на бегалците во Сирија. Во продолжение правиме преглед на настаните од светот. Шефот на одделот за трговија и услуги во Москва изјави дека на новогодинешната ноќ ќе бидат затворени сите ресторани.
Новата година ќе дојде, нема да исчезне никаде, ќе се појави на 31 декември, но за жал очигледно во нешто поскромен формат. Повеќето ресторани нема да работат ноќта, поточно не повеќето, туку сите, прецизираше шефот за тргови и услуги на рускиот главен град. Како што вели тој, исто така не е планирана забавна програма ниту во рестораните за време на новогодинешната ноќ. Во суштина, преку ден ќе може да се прослави новата година на 31 декември и 1 јануари и другите денови во сите ресторани во Москва, но не во доцните попладневни часови, додаде Немер Јук. Според него не се зборува за целосно затворање на ресторанот во руската престолнина. Европската унија нема да учествува на конференцијата за враќање на бегалците во Сирија на 11 и 12 ноември, организирана од таа земја со цел поддршка на Русија. Бидејќи условите за учество во Европската унија се уште не се исполнети, изјави шефот на европска дипломатија Жозеп Борел. Сириските власти го поканија Борел како и министри за надворешни работи на неколку земји на Европската унија да учествуваат на конференцијата за враќање на бегалците. Европската комисија постигнала договор за испорака на надежната вакцина против коронавирусот на компаниите BioNTech и Pfizer. Разговорите се завршени, потврдија представници на Еврокомисијата во Брисел. За граѓаните на Европската унија најбрзо по официјалната дозвола за пуштање во употреба на располагање би требало да им биде вакцината против коронавирусот, како што објави германската новинска агенција ДПА, повикувајќи се на информација од Еврокомисијата во Брисел. Договорот со двете фармацевтски компании е готов. Веќе денеска Европската комисија има намера да го склучи договорот за испорака со производителот на вакцини во Мајнц, BioNTech и незиниот американски партнер Pfizer за до 300 милиони дози на вакцини, најави претседателката на Комисијата на Европската унија Урсула фон дер Лајен. Ова е најперспективната вакцина досега, рече таа во Брисел. Во продолжение следува видеоразговорот со претседателката на Сдруженијето на приватни лекари доктор Лилија Чолакова Дервишова. Теми за кои што разговаравме се процесот на вакцинација, ковид тестирањето и притисокот врз матичните лекари низ целиот процес на пандемијата од коронавирусот. Добар ден, доктор. Ке најпрв би сакала да ви се заблагодарам што одвоивте дел од вашето, верувам, многу зафатено време, нели, како матичен лекар и да одговорите на некои прашања кои што навистина ги мачи јавноста и велешени. Моето прашање е да ја објасниме на јавноста зошто овој товар не се тргна всушност од матичните лекари, каков е процесот на закажување и кој се може да се вакцинира. Има неколку моменти. Значи, прво, јас бев на еден состанок кај министерот, каде што замолив во оваа ситуација на корона, на панични пациенти, на телефонски порачки. Значи, овој пат, навистина е неиздржливо да имавме уште една врска. Но еве се случи, значи, дури дадов предлог во секој град да се стават по 2 телефони во здравствените домови и некоја сестра, да речеме, да го прима тие порачки и комплетно да немаше мешање на здрави со болни пациенти. Бидејќи во нашите чекални идат пациенти кои што се болни, кои што се во паника, кои што се со температури и симптоми на ковид, така да 4 пати иде за исто прашање. Значи, покрај целата гужва која што ја имаме, навистина мислам дека не требаше да се дозволи оваков момент. Другиот момент е да постои недостаток на комуникација измеѓу здравствените власти и измеѓу матичните доктори. Значи, некој културно требаше сите матични во секој град да ги извести: почитувани матични доктори, од утре почнува, пунктовите ќе бидат за вакцина таму и таму. Овака се случи во секој град, само по 1 до 2 доктори да ги имаат фатено сите термини, а додека другите да немаат уловено ни еден термин. Така да за оваа недела нема термини. И третиот момент е, мислам да бројката од 40.000 вакцини е смешна. Смешна е, значи ние веле сме 50.000 жители или Скопје е милионски град. Значи, како сакаме, зошто да си правиме ние гужви кога нешто може да биде нормално? Значи, да се закажува на некое културно место, да се пуштат доволен број на вакцини, да има доволен број на термини. Овака постојано правиме за се да има гужви, за се да има нервози, за работи за кои што не треба да има нервози.
Така, сега во однос на граѓаните, значи кога ќе можат да го закажат наредниот термин за наредната недела за слободни термини и како, дали да се обратат телефонски до кај вас или пак до вашите ординации за да закажат термин за наредна недела за да се вакцинираат? Знаете како, ова се им изгледа веќе дежаву, веќе видено. Значи и лани и преклани истата приказна се случи. Значи немаше доволен број, на крај луѓето си платија, така да не гледам дека ова нешто ново, единствено што сме ставени под енормен притисок. Значи и ние, нашите медицински сестри, не можеме да го издржиме повеќе оваквиот начин на функционирање. Значи, звонат секоја секунда пензионери здрави по 4 пати во денот, истите идат по 4 пати во амбуланта, измеѓу вие имате работа 100 души сигурно за лекови, за рецепти, лошо им ги стега, ги гуши, мозочни удари, апоплекси, инфаркти, значи тумори, секакви диагнози имаме. И мислам дека навистина е неиздржливо. Оваквиот притисок овој пат требаше Министерството за здравство навистина да го изменаџира поинаку моментот. Не знам, само би сакал, извинете што ве прекратив, бидејќи верувајте ми, јас веќе сериозно се секирам дали примарното здравство ќе издржи. Веќе во Битола имаме 4 матични доктори кои што се корона позитивни. Тоа се 8.000 пациенти кои што се останати без своите матични доктори. Тие треба да отидат нели кај некој друг, кај некој трет. Кажете ми кој матичен друг, освен своите, може да прифати уште 2-3.000 пациенти. Значи, ако продолжиме со вакво теретење на матичните доктори, мислам дека навистина ќе пукнат сите ѕидови, сите шавови на примарното здравство, а дури после тоа може да се види која хаварија ќе биде во здравствениот систем. Така, кое решение го нудите вие за овие сите проблеми и отворени прашања? Дали можеби соработка со Министерството за здравство подобра за решавање на целата оваа ситуација? Значи, гледајте, јас повторно ви кажувам, значи јас најкултурно како председател на сите матични замолив овој пат да се тргнат вакцините. Не е здраворазумски, здрави со болни. Доволно е само да дојдат за упат, а тие се здрави. А во чекалните имаме пациенти кои што седат и горат од температура. Немаше потреба, си имаме ние центри за јавно здравје во држава, во секој град постојат центри за јавно здравје. Таму треба, како и сите изминати години и години каде што се вакцинирале луѓето. Не е врска на матичен доктор да закажува за вакцинации. Втората тема која што би сакала да ја обработиме е всушност дека добивме граѓани кои што се обратија до нашата редакција. Тие се пожалија како всушност имаат замерка до работата на дел од матичните лекари во градот, кои што не им кревале на телефонските броеви во работно време додека звонеле. При тоа истакнуваат дека нема термини за тестирање на COVID-19 во Велес. Како да постапат всушност граѓаните додека чекаат термини, а при тоа не се во можност да платат приватно тестирање во Скопје, бидејќи се загрозува и можноста на тој што ќе оди со нив без разлика дали ќе оди со приватно возило. Тој го става во опасност буквално членот од семејството или пак останатиот познаник кој што би решил да се тестира, да го однесе на тестирање во Скопје на приватно. Во секој град постојат објекти кои што можат да се искористат како ковид центри, каде што би можеле државата, требаше тука повторно ќе дадам предлог, во секој град да донесе места со брзи тестови или PCR тестови, ме разбират. Не требаше да се држи само неколку лаборатории да го работат ова. Значи тоа е вистинска грижа на државата кон народот. Не секој граѓанин има пари да дојде за Скопје, да плати такси. Не секој граѓанин има, рачунај ние сме Велес блиску, но што да речат они од Крива Паланка, од Девар, од далечни места, од Дојран или доздоле од Струга. Така да сметам дека државата тука требаше да направи во секој град такви пунктови, да си се направат со тестови и така да се поштедат луѓето од дополнителни трошкови. Она за моментот каде што велат дека не можат да ги добијат матичните доктори, јас сега ќе ги набрам сите работи кои што ги работи матичниот доктор. Значи, освен што прегледува, освен што скенира документи за боловање, нормално ви велам, значи се примаат порачки по телефон, се закажуваат термини за нега на пациенти, значи еве сега со овие термини дај видете дали има термин, дали нема термин за вакцинации, дали има термин, дали нема за ковид тестирање, така да многу често се случува додека еве ако вие сте пациентот, со вас разговарам, втората линија на телефонот упорно да звони. Значи, тој пациент не може да ме добие. Има и пациенти кои што се обширни, има пациенти кои што нели им треба внимание, има пациенти кои што се во паника и вие треба да ги смирите.
Ако јас прегледувам, сестрата буцка или прави ЕКГ, нема кој да се јави на телефонот. Тука државата, бидејќи не претвори во телефонски секретарки, а работата на здравствените лица не е таа, апелирам да си вработат и нека им дадат државна плата во секоја една амбуланта во една смена нека вработат телефонисти. Верувајте ми, така ќе го подигнеме квалитетот. Овака, матичниот доктор не се симнува од телефон. Мислам дека сме во бърнаут, дека ни исцрпија максимално, никој не штеди, само ни додаваат обврски и јас сериозно се прашувам во кој момент ќе пукне примарното здравство. Така и доктор ќе сосема за крај кој апел ќе го испратиме до граѓаните на Велес за како да го зачуваат своето јавно здравје во однос на чекањето на термини за COVID-19. Па еве, јас нашите граѓани би ги поздравила да се облекуваат топло, нели, да ги почитуваат мерките, нели, непотребно да не се изложуваат во гужви, а другото за секој проблем кој што го имаат, нека дојдат до својот матичен доктор, нели, ќе се посоветуваме, ќе разговараме и ќе дадеме соодветна терапија. Доктор, ќе ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и вас на поканата. Почитувани гледачи, во продолжение информираме за временската прогноза, дознаваме какво време имаме денеска, но и какви температури не очекуваат во Велес во текот на наредните денови. Ова беше последната информација од ова издание на вестите. За повеќе детали следете на нашата Facebook страница Телевизија Здравкин. Имајте пријатна вечер.